Изминаа 3 години од нашата серија истражувачки истории во кои, слој по слој откривавме, како фирма што дотогаш беше специјализирана за шиење долна облека, стана главна карика во надзорот над изградбата на автопатите кои ги гради Бехтел и ЕНКА. Например, услугата за секој геометар ќе се наплаќа по околу 5600 евра месечно. Секој надзорен инженер ќе чини по 8 до 9000 евра месечно, додека месечниот трошок за главен надзорен инженер е 20.000 евра. Ова е лиценцата. Кога се освои, кога користејќи ги сознанијата што први ги објавувавме, јавниот притисок го засилуваше тогашната најголема опозицијска партија. Овој криминал сега може да се стави под тепих. И тие луѓе кои што се учесници, и ова фирма за Долен Веш, која што се пријавува како надзор на овој капитален проект, треба да им е јасно дека за месеци од денеска, лично јас ќе се занимавам со овој проект, односно со оваа јавна набавка. Што поради историите на 360 степени, што поради притисокот од другиот дел на јавноста. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција отвори предмет на 28 март 2023 година. Што се случи во меѓувреме? Обвинителството сега обвинува дека МВР не постапува по нивните наредби. А во собственичката структура на поранешната фирма за долна облека влезе лице кое, меѓу другото, било локален функционер на ВМРО ДПМН во минатото. Кој поминал по патот Тетово-Гостивар не можеа да не ја забележал изградбата на новиот автопат кој ќе ги поврзе овие два града. Тој е дел од договореното меѓу владата и Бехтел и ЕНКА во 2023 година. Каде има изградба, таму има и надзор. И тој договор беше склучен во 2023 година. За 22,3 милиони евра, работите треба да ги следи конзорциум предводен од италијанската ИРД инженеринг. Иако, кога загребавме под површината, откривме дека според количината на услуги кои треба да ги дадат, кај домашната Electra Solutions треба додат 8,3 милиони евра, додека кај вториот домашен партнер Евроконсалтинг уште 7,1 милиони. Фирмата ИРД од Италија е буџетирана со 4,1 милиони евра, нивната локална канцеларија со 2,4 милиони и шпанската Ептиса со 400.000 евра. Или, испадна дека она што тогашната власт го најавуваше како надзор од фирма од ЕУ е само чадор под кој стојат домашни фирми. Тоа го покаже и друг податок. Од 81 ангажиран експерт, 76 беа од земјава. Да се навратиме на почетокот на историјава. Геометар 5600 евра, надзорен инженер помеѓу 8 и 9000 евра, главен надзорен инженер 20.000 евра. Никој при здрав разум во земјава не би поверувал дека споменативе суми се и плати на поединечните експерти. Таа сума вклучува плата за експертот, трошоци за компанијата и одредена маргина на профит. Токму тука лежи зајакот. Колкав е ќарот? Тој податок може да се провери. Дел од годишната сметка што секоја фирма треба да ја поднесе во Централниот регистар. Првото што го откривме е дека во март годинава популарната Electra Solutions го сменила името и сега се вика Аксио. Тоа секако не ги менува финансиските податоци. А тие покажуваат дека во 2022 годината пред да го склучи договорот за надзорот, компанијата имала 470.000 евра приходи. Следната 2023, кога го склучуваат тендерот, приходите им растат 4-кратно, на 1.890.000 евра. Во 2024 година растат на 3.250.000 евра. За лани да се искачат на 3.920.000 евра. Профитот во годината пред да го потпишат договорот им бил 9.000 евра, што е 1,9% од вкупните приходи. Годината кога го добиваат тендерот, добивката расте на 505.000 евра, односно 26,7%. Во 2024 година профитот е 1.200.000 евра, што е 36,9% од приходите. За лани да биде 1.320.000 евра, односно 33,7% од приходите. Или, на поранешната Electra Solutions, а сегашна Аксион, и успеало она за што сонува секој бизнис. За 3 години, од кога и се посреќи да го добие тендер, да пријави добивка од 3.025.000 евра, на остварени приходи од 9.060.000 евра. Им тргнало од рака на секој 1000 денари приход
333 да им се ќари. И токму затоа, уште повеќе не изненади сознанието дека единствениот собственик на Electra Solutions, сегашен Аксион, се откажал од дел од својата фирма. Велиме се откажал затоа што без надомес отстапил 10% од својата компанија. Новиот партнер е лицето Бојан Савески. Се стекнал судел од 10% од фирмата на 3 февруари 2026 година, што значи пред околу 3 месеци. Иако Савески добил 1/10 од компанијата, теоретски може да го добие целиот профит. Така пишува во договорот за основање на Аксион. При секоја поединечна исплата на дивиденда, односот на распределба меѓу содружниците се утврдува со посебна одлука на собирот на содружници, донесена пред исплатата. Одлуката за секоја поединечна исплата на дивиденда може да предвиди различни проценти на распределба за секој содружник, вклучително и можност целокупната или дел од добивката да биде распределена само на еден содружник. Бојан Савески е присутен во Electra Solutions од поодамна. Станал управител на фирмата на место газдата Андон Ампов на 12 април 2024 година. А и претходно и сега е управител на друга фирма на семејството Ампови која има искуство во надзор, Институт за патишта Велес. Според јавно достапниот профил на Савески на социјалната мрежа LinkedIn, пред да дојде во Институт за патишта, имал долга кариера во секторот за јавни набавки во град Скопје. Се вработил во октомври 2012 година на позиција советник за подготовка на документи за јавни набавки. Тоа е период кога градоначалник на Скопје Коце Трајановски од ВМРО ДПМН, човекот кој сега е директор на јавното претпријатие Државни патишта, институцијата потписник на договорот за надзор. Исто така, во време на Трајановски, во 2015 година, Бојан Савески станува раководител на одделението за спроведување на јавни набавки. Во 2017 година, градоначалник станува Петре Шилегов, но новиот градоначалник не го менува Бојан Савески од позицијата. Напротив, кон крајот на неговиот мандат го напредува во раководител на секторот за јавни набавки. Савески си заминува од град Скопје следниот месец, откако Данела Арсовска станува градоначалничка на Скопје. Интернет пребарувањето на името и презимето Бојан Савески не одведи до други информации. Лице со истото име и презиме било советник од редовите на ВМРО ДПМН во општината Аеродром од 2009 до 2013 година. Понатаму, лице со истото име и презиме било председател на месен комитет на ВМРО ДПМН со локација на улицата Тодор Чангов. На улицата Тодор Чангов, барем според адресите депонирани во Централниот регистар, живеел Бојан Савески кога станал управител на Electra Solutions, а сега Аксион. И во двата случаи се совпаѓа и општината Аеродром. По сите овие коинциденции се обративме до Electra Solutions, односно поново Аксион. На писмените одговори што ги добивме е потпишан Бојан Савески како управител. На прашањето од кои причини одстапен дел од капиталот, а со тој дел од потенцијалните дивиденди, тој вели: Промената во собственичката структура е дел од внатрешно деловно и организацијско преструктурирање со цел долгорочна стабилност, професионализација на управувањето и усогласување на одговорностите со реалниот придонес во работењето. Одлуката е донесена исклучиво врз основа на деловни, професионални и организацијски причини. На следното прашање, дали околноста што Савески работел во град Скопје, меѓу другото со Коце Трајановски, влијаело на одлуката на компанијата? Одговорот е: Моето професионално искуство беше земено предвид единствено од аспект на стручните, организацијските и менаџерските капацитети. Ниту една моја претходна професионална околност, вклучително и работното искуство во институции, не беше причина за отстапување удел во компанијата. Во моментов не сум носител на ниту една партиска или друга јавна функција. И на прашањето, дали и каква е врската меѓу партиските функции на Савески во минатото и неговиот влез во Аксион, прво како управител, а потоа и како косопственик. Сакам јасно да нагласам дека не постои никаква врска меѓу мои претходни политички или јавни ангажмани и одлуката за мој именување како управител, ниту пак со промената во собственичката структура. Одлуките се донесени исклучиво врз основа на доверба, професионален капацитет, оперативно управување и придонес во развојот на компанијата. Ние имаме сега проблем со надзорот или со судијата што е неспособен. Не е толку проблем дека фаќа страна, да речеме дека фаќа страна за Бехтел, туку се неспособни да воопшто се постават како судија во целиот овој процес. Надзорот? Да.
И се улогата на надзор, јас и Коце Трајановски ја преземаме, па ние водиме жестоки разговори со Бехтел и ЕНК, па ние се убедуваме што треба и што не треба. Вака, за надзорот, на крајот на 2024 година говореше вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тоа е само една од причините поради кои прашавме во јавното претпријатие за државни патишта со кое раководи Коце Трајановски, каков им е ставот за надзорот. ЈПДП работи исклучиво и согласно со законските прописи и договорните обврски што произлегуваат од проектите за изградба на коридорите 8 и 10Д. Надзорот над изградбата се спроведува преку ангажиран конзорциум, избран во претходна постапка и во мандат на претходното раководство. Наш приоритет е квалитетна и навремена реализација на инфраструктурните проекти од национален интерес. Во таа насока, сите учесници во процесот, вклучително и изведувачот Бехтел и ЕНК, но и надзорот предводен од ИРД, се должни да постапуваат согласно со договорите и важечката регулатива. На прашањето пак, каков е коментарот на директорот Коце Трајановски за промените во управувањето и сопствеништвото во Electra Solutions, го добивме следниот одговор. Во однос на промените на приватна компанија, немаме коментар за тоа што сметаме дека тие се дел од нивното деловно работење и не се во директна надлежност на ЈПДП. За ЈПДП од суштинско значење е надзорот над проектите да се реализира професионално во согласност со договорените стандарди и рокови. Сите субјекти ангажирани на проектите се обврзани да ги почитуваат тие критериуми. Власта влезе во шема која смрди на корупција. Со изборот на надзорот ризикуваат да ја посрамотат Македонија и да го оштетат буџетот. Јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција да не мислат уште многу, туку да реагираат веднаш, иако тоа требаше да го сторат пред 2 недели. Експресно добиената лиценца, нејаснотиите во бројот на вработени ветени експерти, високата цена на услугата, се дел од причините поради кои тогашната опозиција, сега власт, бараше истрага од надлежните. Како што кажавме, тогаш јавното обвинителство отвори предмет. Па, се изненадивме од одговорот сега, од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал на прашањето што е преземено и до каде е предметот. По наредби на предметниот јавен обвинител МВР презема действија. Со оглед дека наредбата до МВР е донесена на 16.9.2024 година и станува збор за подолг временски период во кој службите во МВР постапуваат, јавниот обвинител упати низ ургенции со цел поскоро добивање на извештаите по наредбите и расветлување на случајот. Со оглед дека до овој момент до ОЈО-ГОК не се доставени известувања, ве упатуваме останатите прашања да ги доставите до МВР, единица за корупција. Се обративме до Министерството за внатрешни работи. Прашавме зошто не ги доставиле бараните извештаи до обвинителството и кога ќе го сторат тоа. Ова е интегралниот одговор. Во врска со вашите прашања ве известуваме дека од страна на ОЈО-ГОК добиена е наредба за преземање на действија од страна на Министерството за внатрешни работи. Дел од проверките се веќе извршени и во тек е анализа на целокупната документација, а дел од проверките треба да се преземат по завршување на анализата со цел добивање на релевантни факти кои се од значење за целосната предистрага. Владата на Христијан Мицкоски беше избрана на 23 јуни 2024 година. Тоа значи дека барањето на обвинителството за гонење на организиран криминал до МВР во врска со предметот за надзорот на автопатите од коридорите 10 и 8Д е стигнато во третиот месец од почетокот на мандатот на сегашниот премиер, а со тоа и на мандатот за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ништо од тоа не е пречка за натеран да си врват и изградбата и надзорот.